Го прифатив предизвикот да бидам носител на листата во третата изборна единица затоа што верувам во исправните политики на СДСМ. Знаеме да носиме храбри, осмислени одлуки и тоа го покажавме. Работевме напорно и посветено за да стигнеме до преговори со Европската Унија. Никогаш не сме биле поблиску, затоа треба да продолжиме храбро и единствено, за да го направиме последниот чекор. Најтешкиот, не чека многу работа, но тоа секако не плаши, затоа што сакаме и ветивме иднина за сите нас. Заедно со граѓаните поминавме 3 кризи, 9 пакети антикризни мерки и не дозволивме никој да остане сам. Никој не беше заборавен. И успеавме во исто време да ги зголемиме и платите и пензиите. СДСМ не се откажува, ќе го штити достоинството и на пензионерите. Тоа се наши родители, нашиот штит, нашата поддршка кога е најтешко, секогаш со нас и во добро и во лошо. Заслужили многу повеќе. Затоа се обврзуваме на минимална пензија од 20.000 денари, а просечната пензија ќе биде 30.000 денари. Пенсиите ќе се усогласуваат секој јануари и јуни системски. Пензионерите нема да зависат од ничија милост, се им е заслужено и одработено. Имаат право на спокоен живот. Имаат право и на поголема институционална грижа на тие што им треба. Потребни се повеќе и подостапни домови за стари лица, зашто предвидовме изградба на 12 нови. Не чека уште многу работа за подобра иднина на сите. Затоа да останеме заедно и единствени за да продолжиме да живееме достоинствено. За да живееме така како што посакуваме сите, европски, во нашата Македонија. Победата на СДСМ на овие избори ќе биде победа и на сите и за сите. Затоа не се откажуваме, ќе останеме заедно и заедно ќе ја славиме победата на Европска Македонија на 8 мај. Ви благодарам.